Должат милиони, но продолжуваат да вработуваат партиски кадри. Јавните предпријатија во државна собственост кои по брза постапка од собранието добија одобрение да отворат нови работни места за заменици директори, со години наназад трупаат долгови. Дел од нив се појавија и на најновата листа на должници на управата за јавни приходи. Јавното предпријатие Македонија Пат за ДДВ и данок на добивка не платило над 5 милиони евра. Македонската радиотелевизија должи над 1 милион, а јавното предпријатие за стопанисување со објекти од спортот 800.000 евра. На листата на должници се најдоа Македонски шуми, Водостопанство на Македонија и бројни јавни комунални предпријатија кои работат во повеќе општини низ земјава. За премиерот, вработувањето на заменици директори во јавните предпријатија основани од државата не е проблем, бидејќи токму тие ќе помогнале компаниите кои сега тонат во долгови да работат поефикасно. 12 плати се тие. Значи 12 плати на администрација од преку 120.000 или 140 со се општините како е дефинирана, навистина се мал број на плати, а ако тие дадат својата ефикасност, нивните плати ќе бидат во стотици пати повеќе оправдани. Во меѓувреме јавноста бурно реагираше на бројните огласи за вработување пред избори, преку кои во државни органи се вдомија многу роднини на функционерите на власт. Огласи за работни места се објавуваат речиси секој ден. Само во последнава недела нови кадри бараа Министерството за информатичко општество, Министерството за локална самоуправа, Државниот пазарен инспекторат, Комисијата за хартија од вредност, Регулаторната комисија за енергетика и многу други. И додека некои едва и чекаат да се пикнат во јавната администрација, според Агенцијата за вработување во Македонија има слободни скоро 10.000 работни места. Во моментов 95.000 невработени активно бараат работа.